Далеку сме од рецесија, но поради повисоката царина од сад ќе има турбуленции на пазарите. Откако американската влада пресмета повисока царина за увоз од Македонија, домашните експерти ги анализираат последиците. Велат рано е да се зборува за рецесија, но предупредуваат дека мора брзо да се делува, во спротивно ударот ќе биде поголем. Поволна ситуација е што ние имаме ефтина работна сила, се уште имаме определени поволности, добро сме лоцирани географски, така да ние, за разлика од некои други земји кои што имаат, сме позитивна точка, би можеле да кажеме. Така да не сме од таа страна под голем ризик. Меѓутоа, ако продолжи оваа трговска војна, ако продолжат ограничувањата, ако се преполови производството на дел од автомобилската, технологијата, индустријата и така натаму, ние во тој случај можеме да бидеме погодени. Поради новите американски царини, европските држави ќе мора да ги прекројат своите буџети, а македонската економија да се прилагоди на промените. Например, некои програми за субвенционирање, некои програми за поддршка на капитални инвестиции и така натаму, можеби ќе освојат приоритетот во периодот кој доаѓа. Автомобилската индустрија, техниката и голем дел од преработувачките индустрии може после определен период лесно да се приспособат и да се наменат, односно да се вклопат во таа потрошувачки, во таа нова структура на буџетите. Меѓутоа на краток период имаме неизвестност, имаме турбуленции. Премиерот Мицкоски пак очекува коригирање на одлуката за царината на сад, бидејќи се работело за грешка. Иако вчера најави дека многу скоро ќе има добри вести за македонската економија, не открива што точно се преговара со тамошната администрација. Тоа не би откривал ништо во јавноста додека не се заврши договорот, затоа што пристапот е таков. Додека све не се заврши, немаме ништо. Кога се ќе се заврши, тогаш ќе излеземе во јавноста со детална информација. Американската влада воведе нова повисока царина од 33% за увоз од Македонија. Методологијата по која што се пресмета ваквата стапка најде на реакција од многу светски економии и нобеловци.